Избор на одмазда, протести и продолжување на штрајкот од страна на обвинителската администрација најави денеска председателот на УПО Стрпе Дејановски, кој констатираше дека преговорите со владата за повисоки плати крахирале. Останува само она што се работеше на почеток, итните постапки, значи претреси и притвори и оние жалби што мора да се работат за да не застара термитет. Како што кажав, ние 4-5 дена го ставивме штрајкот во мирување да покажеме добра волја на вице-премиерот дека да, за време на преговори ставаме штрајк во мирување само да добиеме контрапонуда од другата страна. Од другата страна не добивме ништо. Само молк, игнорирање и мислам дека таа ароганција што покажа владата треба да размисли дали ја покажа спрема нас или спрема некој друг. Дејановски тврди дека владата не ги почитува сопствените одлуки и наместо решение понудила ароганција. Место да се најде решение на проблемот, се наидовме само на ароганција. За да покажеме добра волја и да видат дека владата, дека ние сме спремни да добиеме од она што го бараме, штрајкот од неколку денови беше ставен и во мирување. Но и тоа не беше доволно да се задоволи ароганцијата на владата, па и пак како обичај до сега имаме само игнорирање и молк од другата страна. Во меѓувреме, додека се молчи, владата го донесе буџетот за 2024 година, во кој по се изгледа не се предвидува ништо за вработените во обвинителството. Според синдикалниот лидер, работата нема да заврши тука, бидејќи предстои масовен протест на кој на помош ќе дојдат и вработени од судската администрација, државната управа и државните органи. Вработените во обвинителствата продолжуваат со штрајкот. Од денес па натаму, вработените од скопските обвинителства секој ден ќе излекуваат на протест пред владата и собранието, а на крајот на идната недела синдикатот на УПОС ќе организира протест пред собранието, каде што ги повикаме пратениците, а на тој протест ќе присуствуваат сите вработени од судовите, сите од обвинителствата, од државната управа и државните органи, а ја користам приликава да ги поканам и сите други синдикати да земат учество и заеднички да го скажеме незадоволството од она што е напишано во буџетот за 2024 година.